Општина Кочани е домаќин на дводневна меѓународна работилница за јакнење на институционалните капацитети во конвенционалното и органското производство на ориз, што се реализира со поддршка од инструментот за техничка помош и размена на информации ТАИЕКС на Европската комисија, како и од Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство на Македонија. Целта на работилницата е домашните производители и стручните лица да разменат европски искуства и знаења во органското производство на ориз, заедно со предавачи и експерти од Италија, Грција и Бугарија, како и да разговараат за унапредување на здружувањето и соработката меѓу земеделците. Министерот за земеделство Љупчо Николовски истакна дека странската поддршка има важна улога во успешното креирање на досегашните и идните политики во домашното оризопроизводство, како и за пазарните стандарди, новите технологии во производството и воведувањето сорти ориз што се конкурентни и барани на домашниот и на европскиот пазар. Оризот како земјоделска култура во програмата за финансиска поддршка зазема посебно место во делот на финансирањето, пред се поради традиционалните вредности и долгогодишното производство, како и неговата улога за развој на руралната економија и извозно препознатливиот бренд на регионот. Дополнителна олеснителна околност за компаниите откупувачи и извозници на ориз оваа година е што со Србија веќе е потпишан договор кој што функционира за признавање на македонскиот сертификат за ГМО, а радиоактивноста се испитува на самиот граничен премин. До сега за резултати од овој анализи македонските компании чека и по 5 дена, а сега директно ја поминуваат границата без задржување. Како дел од системските мерки за унапредување на производството на ориз во Македонија, министерот Николовски ја нагласи поддршката од ресорното министерство за зајакнување на кадровските и обновување на техничките ресурси на Институтот за ориз во Кочани. Во име на земеделските производители од регионот, градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев се заблагодари за поддршката од Министерството за земеделство, но упати и забелешка за пласирањето на вистините информации во јавноста за квалитетот на кочанскиот ориз. Оваа година кочанскиот ориз се соочи со уште една криза, кога со неговото име беше поврзана генетска модификација. Иако по контролите во германските лаборатории тоа не се докажа, остана сомнежот кај потрошувачите. Која е всушност вистината? Затоа како стручњаци во оваа област, дозволете ми да ве повикам заедно, координирани и единствени, да внимаваме на секој чекор што го преземаме, да возможиме на овој крај кој со векови обстојува со оризопроизводството да живее пристојно од својот труд. Министерството за земеделство со помош од Европската комисија преку инструментот за техничка помош и размена на информации во изминатиот период организираше експертска мисија и студиска посета во Италија за домашните стручни лица и оризопроизводителите. При тоа беа опфатени теми за договарањето, маркетингот и продажбата на оризот, мерки за поддршка на производството, функционирање на задругите, сортиментот, квалитетот и принципите на биодиверзитет и органско производство на ориз.